Почитувани медиуми, интересот на земјоделците е врвен приоритет на владата и на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Секој наш чекор, секоја наша мерка е во насока на придобивката на земјоделците и нивната заштита. Затоа денеска со задоволство ги известувам земјоделците за нова поддршка од страна на владата. Најдовме решение во делот на предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за персонален доход, кој ќе биде во интерес на земјоделците. Не водеше состојбата во земјоделскиот сектор и потребите на индивидуалните земјоделци. Разговаравме со сите засегнати страни за да биде постапката целосна и сеопфатна. Заедно со Министерството за финансии имаме предлог законско решение за персоналниот данок од кој директна полза ќе имаат земјоделците. Имено сите оние земјоделци на кои земјоделството им е основна дејност и ќе имаат приход до 1 милион денари во тековната година, персоналниот данок на доход, кој што во текот на годината им се задржува, на крајот ќе им биде вратен целосно. Со тоа, досегашното ослободување до 300.000 денари приход ќе се претвори во поврат на земјоделците со основна дејност што имаат приход до 1 милион денари. Тоа значи дека околу 65.000 земјоделци на почетокот на секоја година на своја сметка ќе добијат износ еднаков на задржаниот данок. Нагласувам, околу 65.000 земјоделци ќе бидат ослободени од товарот на овој персонален данок. Со оваа мерка, околу 7 милиони евра повеќе пари ќе останат кај земјоделците. Од државата се пренасочуваат кон граѓаните земјоделци. Повратот значи ослободување, оти на крајот на годината земјоделците ќе добијат пари што ќе се вратат кај нив. Дополнително, со новите измени ги ослободуваме земјоделците од административните трошоци и процедури. Ќе бидат ослободени од обврската да поднесуваат даночни пријави. Тоа во нивно име ќе го направат откупувачите. Ова е целосно реализирање на нашата обврска пред изборите, внесена во програмата за работа на владата, дека земјоделците ќе бидат ослободени од паушално даночно одоночување, оние кои што основна дејност им е земјоделство и тоа до 1 милион денари. По неселективната исплата на повеќе од 90 милиони евра за субвенции, зголемувањето на поддршката за голем број на култури, наред дојде и даночната реформа во делот на земјоделството. Партнерскиот однос кој што го градиме со земјоделците е се повидлив, а резултатите се неминовни. Со новиот буџет најавуваме развојни проекти и силна поддршка на модернизацијата и развојот на македонскиот аграр. Тоа ќе биде видливо и во новата 5-годишна програма која што во следните денови ќе ја промовирам. Со тоа ја исполнуваме нашата цел за враќање на достоинството на македонскиот земјоделец и доближување на нашето до европското земјоделство. Благодарам, повелата праша. Земјоделците во моментот се ослободени до 300.000 денари. Во нашата програма за работа на влада стои дека ги ослободуваме земјоделците од даночното ослободување од персоналниот данок, оние кои што основна дејност им е земјоделство и кои што ги исполнуваат условите, односно се до 1 милион денари. Тоа го преточуваме во законот кој што веќе е поднесен во собранието и ова се 7 милиони евра кои што досега ќе собирала државата, сега остануваат повеќе кај земјоделците. Ова се 7 милиони евра повеќе пари во годишниот земјоделски буџет на државата. 1 милион ги ослободувате, што ако надминат 1 милион, например, 1.200.000? Дали ослободувањето ќе важи до милион, а ќе плаќаат после над 200.000 или ќе плаќаат на 1.200.000? Тоа е сега регулирано, се знае дека сите што го надминуваат имаат обврска да бидат правни лица. Тоа е дел од системот и од законодавството сега. Да повторам, ги ослободуваме земјоделците до 1 милион денари. Тоа што важише сега до 300, сега ќе важи до 1 милион. Тоа што важело за 3.000 земјоделци, што било ослободени, сега ќе важи за над 60.000 земјоделци и тоа се 7 милиони повеќе пари во буџетот. Се работи и за реформа која што е иницирана и од управата за јавни приходи и од Министерството за финансии. Ова е дел од реформата во која што за која што се добиени средства преку
делегацијата на Европската унија, но за повеќе информации во делот на целиот систем секако дека ќе дадат управата за јавни приходи. Ние го промовираме она што како наша политика е дел од програмата на владата и преку овој закон го преточуваме и е единствено во полза на и интерес на земјоделците.